Океј, ајде прво едно живели да ви направам за сите овие нови почетоци. Нема да должам со најавата, затоа што по насловот претпоставам дека веќе ви е јасно за какво видео станува збор. Многу работи ми се случи изминатиот период, бев малку една, да речам, илегала од социјални медиуми и не го споделував приватниот живот скоро па воопшто. Бев некако пасивен корисник, да речеме. Ке објавив по нешто, меѓутоа ништо конкретно. Многу време ми требаше да седнам за ова видео да го снимам, меѓутоа со оглед на тоа дека доколку ме следите на Инстаграм, јасно ви е дека веќе не живеам во Куманово, дека веќе не работам таму кај што работев. Чувствувам некаква обврска да ја споделам со вас реалната ситуација, а со самото тоа и да ги спречам сите потенцијални шпекулации. Иако сите одлуки ги донесов у буквално 24 часа, на нив работев па може би повеќе од година дена. Значи, ова не се непромислени одлуки, ова не се одлуки донесени затоа што сум седел и ми било досадно. Ова сум го размислувал, сум го пенкал, не знам кој е вистинскиот термин за тоа да ви го доловам. Меѓутоа, сите оние луѓе кои се дел од моето секојдневие, мои пријатели, роднини и така натаму, семејството, биле до некаде информирани за тоа што планирам да направам, за тоа каде сум, а каде сакам да бидам. Меѓутоа, месеци и месеци јас тоа го споделував како една моја сериозна мака и не превземав апсолутно ништо. И во еден момент само одлучив да се повлечам, да не споделувам ништо со никого и во тишина да ги донесам сам со себе свесно сите овие одлуки кои што ги донесов. И на крајот од денот само седнав и тие одлуки ги соопштив како веќе донесени, некако мој предлог, моја визија, моја желба и така натаму, затоа што додека така ги третирав работите, немав храброст да превземам ништо за себе и немав храброст да донесам ниту една одлука, а веќе сум во години каде што и tekako треба да сум храбар, да влезам во ризик, да превземам ризик, да бидам самостоен целосно, у најмала рака да донесувам одлуки. Јас отидов до таму што и почнав да посетувам психотерапии, за да видам во што суштински е проблем, зошто мене ништо не ми чини, а не превземам ништо по тој повод, зошто не донесувам одлуки. И да си ја поздравам Тијана, со само еден разговор сериозно многу ми помогна. Мојава ситуација не е воопшто наивна, у смисла како го почнав ја разговорот, како мислиш Бог знае што ми се случило, не ми се случило ништо, све што ми се случило е на подобро. Меѓутоа, сакам некако со вас да ги споделам сите оние емоции кои преовладуваа со мене изминатава година, да ве воведам да ја почувствувате таа енергија, за да можете да ме разберете зошто одредените работи така еуфорично ги споделувам со вас, затоа што колку и да делуваат едноставно, воопшто не ми било едноставно да пресечам и да ги донесам. Од кај да почнам? Ајде вака. Најмногу внимание ќе посветам на работата, затоа што тоа мислам дека потенцијално може да најде на најмногу шпекулации. После 7 години активна работа во Фондација за култура и спорт при општина Куманово, одлучив да се повлечам и да дадам оставка. И тука мора да напоменам дека не постои некој сериозен проблем со никого на кого што може би вие би алудирале. Сакам да зборувам на оваа тема баш затоа што не би сакал да си предпоставувате што тоа се случило, зашто Марио се заминал, иако реално не е вообичаено луѓе да даваат оставка од работни места какво што уживав јас. Јас 7 години работев во култура, 3 од нив бев и директор. И сега кога ќе те стават директор тебе на 26 години, за некого тоа сигурно е сериозно професионално достигнување, немам појма, животен сон, бла бла бла. Јас генерално никогаш во животот не сум имал апетити од тој калибар да бидам директор, да бидам нешто битен човек у тој систем. Кога барав работа уште студирав и вие мора да имате предвид дека ја у тие години како еден млад човек, искрено единствено нешто што посакував е да придонесам. Единствено нешто што сакав е да се уважат моите идеи, мојата младост, мојата свежина, затоа што генерално во културата, како и сите други сектори, да речеме, се возрастни луѓе. И сега мојава основна цел беше окей, ја можам тоа да го менаџирам, ја можам тоа да го работам, да јас да се вработам у култура. И тоа и се случи. Работев таму 7 години и сметам дека одлично си ја вршев работата. И како технички секретар првично, подоцна и како програмски соработник за културни манифестации, музичко-сценски дејности, па и како директор. Имав одличен однос со моите колеги и ден денес имав одлична соработка и комуникација со Максим. И у однос на Максим морам да вака јавно чувствувам потреба тоа да го кажам, да му се заблагодарам за дадената шанса да работам воопшто во култура, без претходно да се познаваме, без јас да имам партиска книжка, без јас да сум партиски активист. Значи,
тие три работи мора да ви бидат јасни. Јас сум бил вработен само како обичен млад човек, кој што делувал у културата на овој или оној начин. Никогаш не сум прераснал у партиски активисти, никогаш не сум се дрзнал да извадам партиска книшка. Значи, мене, Макси, ми има дадено шанса да се вработам у една таква институција, без да имам било каква позадина. Може би сум еден од ретките, знам како тоа функционира, меѓутоа, тоа морам да го истакнам и морам да му се заблагодарам. Јас со тој човек и ден денеска сум во сосема коректни односи, меѓу нас не постои никаков конфликт, јас не си заминувам поради него. Значи, таквите моабети не би сакал да се шпекулираат и затоа ова го споделувам јавно. Меѓутоа, конкретно со него, со Ивана, која е председателка на Совет се уште, со тие луѓе сум имал идеална комуникација и тие луѓе секогаш ме уважувале, секогаш ги уважувале моите идеи, моите критики, моите ставови и јас на тоа морам да бидам благодарен и многу кварно од моја страна би било сега да излезам и да кажам вака или така, само душа ќе грешам, не би сакал тоа да се случува. Постојат многу други органски причини поради кои што јас од таму си заминав. Ќе пробам тоа да ви го доловам, за многу од вас претпоставам дека ќе биде, види го овој будала што направил. Меѓутоа, луѓе, вие мора да сватите дека јас сум многу го мразам овој термин, ама морам да го искористам за да ви ја доловам суштината. Јас сум уметничка душа, јас сум човек креативец, јас сум човек кој што плаче за да има простор креативно да се изразува. Во оној момент кога јас ќе се почувствувам дека нешто ме гуши, дека некаде стагнирам и дека не постои можност за раст, јас од таму бегам. Тоа го правам и кога се пријатели во прашање, и кога се љубовни врски во прашање, и кога е работа во прашање, апсолутно секогаш бегам од таму каде што стојам во едното исто место. Како што веќе реков, јас почнав таму да работам во па не знам ни која година беше, 2018, се уште студирав. Првично бев работен како, мислам, со средно школо, како технички секретар, за подоцна, по завршување на високото образование, да бидам унапреден како програмски соработник, за нешто подоцна да бидам назначен и за директор. Меѓутоа, титула директор во таа институција е највисоката титула која што можеш да ја уживаш. Јас тоа го достигнав на мој 26-7 години. Сега замислете човек, млад човек на 27 години, директоре, таа функција врши 3 години успешно, се надевам, и не гледа веќе простор за напредок. Во што јас можев да прераснам? Единствено што ми останува е да седам таму и да чекам пензија, што не доаѓа предвид. Таа работа има многу своји предности, меѓутоа и многу своји мани, како и секоја претпоставам. Јас секогаш сум бил човек што го привлекувале камери, шоу бизнис, музика, студија, снимање, концерти, фестивали, организација. Јас сум одличен во организација на ивенти, јас сум одличен во тимска работа, во менаџирање на луѓе, во многу искуство истекнав таму. Јас сум сериозно благодарен на тоа искуство и тоа искуство верувам дека многу ќе ми служи во CV-то, затоа што не е мала работа на тие години да го сработиш сето она што јас го имам сработено. Меѓутоа, од друга страна, моите незадоволства лека по лека почна да се јавуваат со текот на времето и јас сватив дека не можам да си дозволам на 29 години да се откажам од сопствениот професионален живот и да чекам пензија таму некаде каде што имам во тој момент примања, супер примања, имам добра позиција, веќе се ми е познато и јасно и ја така можам да терам до недоглед. Иако таквите позиции неретко се врзуваат и со локалната власт. Мислам, градоначалник е тој што те назначува за директор, така што ако некогаш се случи таа промена на локална власт, веројатно не би останал на таа позиција нужно, меѓутоа пак би останал во таа институција како програмски соработник. Така што врти сучи би требало да чекам пензија, а со тој факт не можев да се померам на 29 години. Имам потреба од тоа да си го проширам некако видикот, искуството, да сработам нешто друго, да доживеам некои нови искуства, да напредувам, да бев спремен дури и да се вратам неколку чекори наназад, за повторно да го почувствувам она како е да се чекори напред. Ја делумно тоа и го направив, затоа што моментално работам на место каде што земам помала плата од претходно, меѓутоа свесно ги донесов тие одлуки. И не секогаш се врзувам за плата, затоа што ја не сум човек кој што секогаш живеел само од едни примања. Мислам, јас се занимавам и со музика, еве сум снимал на YouTube, снимам се уште, кога како. Работам со
разни компании, брендови, Инстаграм реклами и така натаму, така што во однос на тие месечни примања не сум врзан само за една работа. Меѓутоа морам некако сум чувствал потреба дека би требало да имам еден сигурен извор. Затоа што еве се случи короната, кај да пееме. Знаете, мојата работа е многу неизвестна. Не секој месец јас имам некои сериозно големи кампањи на Инстаграм за да можам на тоа да се ослонам. Не секој месец имам куп закажани термини и свирки за да можам на тоа да се ослонам и некако секогаш сум спремен да работам од понеделник до петок, за викендот да го користам за креативно да се изразувам и тоа да ми биде дополнителен прилив на средства. Сега да не навлагам у финанси, али тоа е суштината поради која што јас си заминав и да, многу ми беше тешко таа одлука да ја донесам, иако бев свесен дека треба, и тоа бев свесен едно добри 2 години, но не знаев кога и како. Колку и да сум свесен, колку и да сум стабилен, кога човек се улега, едноставно многу е тешко тоа излегување од таа зона на удобност или комфорт зона, како сакате. Навистина е тешко. Седур тоа нешто ти е план А, ти барајќи го план Б, го бараш како да не го бараш. Секогаш постои влахново јајце, не знам како да ви кажам. Идам на интервју за работа, нешто тука не ми се допаѓа, окей, се уште си го имам ова и знаеш така се водев и многу ми беше тешко да пресечам. Овој пат пресеков, верували или не, без никој да знае. Пресеков, потпишав се што требаше да потпишам и јас до душе се уште сум присутен у таа фондација за култура од аспект на тоа што јас сум моментално на неплатен одмор. Веќе не сум пријавен, немам здравствено осигурување и така натаму, не земам плата, меѓутоа користам 3 месеци неплатен одмор и тоа си го направив свесно исто така, за сето она ново што следува да не ми биде сериозен шок и да не почнам да се плашам, односно да доживувам панични напади, дали ја ова ќе го успеам, дали ја ова можам, не можам. Едноставно го имам ова како опција, секогаш можам да се вратам, односно не секогаш, али во наредните 3 месеци барем. Не планирам тоа да го направам, меѓутоа ете, нека стои како опција за јас да не чувствувам немир. Да скратам со работава, единствената причина поради која што си заминав е потреба од простор за креативно изразување и раст. Професионален раст. Не се плашам од тоа дали ќе се снајдам, дали ќе преживеам, луѓе, имам 2 раце, 2 нозе. Спремен сум да се вработам у било кој локал овде у близина, да носам ајнцер, да мијам садови у шанк. Апсолутно се чувствувам способен да работам било што за да преживеам, без да ја уживам таа комфорт зона, затоа што мислам дека комфорот ги убива уметниците. И јас, како таков, не смеам да си дозволам уште една епизода на 7 години тапкање во место. Не велам дека нужно 7 години сум тапкал во место фондацијата, ја таму сум стекнал сериозно многу контакти, сериозно многу искуство, сериозно многу убави моменти. Меѓу другото, поминаа скоро 2 месеци како не работам таму. Претходно користев стар одмор, нов одмор, све живо споив и некако тој луфт успеа да ми ги избрише од глава сите оние неубави моменти, притисоци, телефонски повици, луѓе, некои циркуси и така натаму, што ми биле суштински причина плюс за да си отидам. И драго ми е што тоа е така, веќе кога ќе помислам на таа работа, чувствувам само убава вибрација. И се сеќавам некако само на убавите нешта, така што драго ми е што тоа е така. Сега да преминам на следно, а тоа е преселување. После 29 години Марио одлучи да се замине од Куманово, да го напушти својот роден град, да го напушти семејниот дом и да се пресели во Скопје. Еден дисклеймер, ја имам живеено у Скопје еден краток временски период за време на моите студии, меѓутоа тоа беше на вистина кратко. Иако сум бил финансиски независен од моите родители, никогаш не сум бил целосно независен, самостоен, сам да живеам, сам да плаќам струја, кирија, не знам, се живо и диво. И одлучив тоа да го направам пред да наполнам 30 години. И многу сум горд на таа одлука, не знам како ќе поентира све ова, меѓутоа, мислам, тоа се сериозни трошоци, да не се лажеме. Јас претходно во Куманово сум живеел од први до први, а не сум плаќал апсолутно ништо. Сега на глава имам, подобро да не навлагам у таа тема. Меѓутоа, не чувствувам страв, јас сум напротив возбуден, затоа што кој знае мене што ме чека. Притоа имам сериозни некои планови за од октомври, така што све тоа може ќе доживее некоја своја експанзија, може убавото доаѓа, веројатно и треба да ти се случат контрасти во животот. Месец-два да се чудиш кај си, што си, зашто си, ќе успе ли ова, нема ли да успее. Дали пак ќе си се вратам дома, дали ќе сакам да се вратам на стара работа, дали ќе сакам да се вратам у таа комфорт зона. Не го чувствувам тој страв моментално и многу сум благодарен на тоа. Еве помина скоро 2 недели како живеам сам. Живи били па видели. Кога сме веќе кај
преселувањето, се преселив у Скопје, што се преселив, у Тафталиџе сум стациониран, у едно фино вака коузи станче. Малце ми беше чудно првиве неколку дена со оглед на тоа дека у тој момент сватив како јас овде немам ништо, у смисла немам теретана, немам фризер, немам матичен лекар, немам ова, немам она, све што некако во Куманово ми се подразбирало. Овде единствено имам стоматолог, да си ја поздравам докторка Весна, меѓутоа во меѓувреме најдов и фризер, бербер, отидов во Мистер Барбер кај Ерко, во вториот дуќан овде во Тафталиџе, си закажав терминче кај Харис ме среди минатиот петок, така што кај да треба да ги посетам пак, затоа што јас сум човек кој што се шиша на 7 до 10 дена преку сила. Трнав и у теретана, еве активно вежбам неколку дена, све ме боли, имам воспаление на мускули. Најголем проблем е тоа што ете во Куманово имав пријатели, како кажав, у минато време, јас се уште ги имам тие луѓе, ми беа на гости пред некој ден и така натаму, меѓутоа не можам да ги гледам на дневна основа и тоа ми е некако тешко. У Скопје познавам еден куп луѓе, многу пријатели имам, меѓутоа немам другари, немам суштина. Верувам дека тоа со тек на време ќе си дојде на свое. Да не ве гневам со тоа преселување, и тоа ми беше сериозно излегување од комфорт зона, едноставно 30 години, да не речам, живееш на едно место, у еден стан, у тие 50 квадрати, претходно со сестра ми, таа се омажи, замина за Германија, се со мајка ми и со татко ми, и баш ме еднака чудно што имам просторија за себе, што имам дневна соба, кујна, веце, купателото, све, спална и така натаму, и за све тоа морам ја да се грижам. Како што сум дошол у овој стан, така ја чистам. Имам сериозен проблем што сакам станот да ми изгледа како никој да не живее у него. Тоа е сигурно некоја диагноза, меѓутоа на таа тема у друга прилика. Ако сакате да ви снимам хаус тур, рум тур, како и да се вика тоа, пишете ми, може некад ќе уклучам камера да ви покажам кај конкретно живеам. Сега околу работава, верувам дека тоа ви интересира. Тој трансфер. Ја после оваа државна работа одлучив да се впуштам у приватен сектор и најпримамливо ми беше да работам нешто поврзано со маркетинг. И после бројни апликации, интервјуа за работа, чуда глупости, јас денес сум акаунт менеджер во една маркетинг агенција. Како што веќе претходно напоменав, имам некои сериозни планови за себе, за едно месец-два од сега, така што верувам дека ќе се посложат коцкиве лека по лека и дека сите овие навидом нагли одлуки ќе работат у моја корист. Човек некош мора да превземе ризик за да успе. Ја тоа не можам да го тврдам од позиција на успешен човек, меѓутоа верувам дека све ова што го направив изминативе месеци и го мислев изминативе години, ќе се испостави како добро за мене. Верувам у тоа, некако превозбуден сум, ја чекам да видам што ме чека. И еве, преку ова видео и би сакал да ве охрабрам сите вас, не случајно го снимам, покрај тоа што ви интересира што се случило. Би сакал некако, особено ако сте млади, не паѓајте на тие провокации од општеството, у смисла седи, ќути, сигурно си, сигурно, најди друга сигурна работа, па тогаш замини си од овде. Некако у животот водете се по некоја интуиција, не знам, за да ви биде убаво, пресечи човече, ризикуваш, што може да се случи најлош, што ќе бидеш, као бездомник. Не знам што најлошо може да ми се случи. Не е срамота да се работи, ја не се срамам од работа. Тоа што може би сега вие ме гледате и псикате у глава, да, сигурно он келнер ќе биде, зашто да не? Ако дојде до тоа, сум бил ја келнер, немам проблем со тоа. Сметам дека имам други квалитети и вештини, у смисла Господ ми дал глас, имам некаков талент, да монтирам видеа, да се снимам, опуштен сум пред камера, немам проблем со експонирање, знам да баратам со медиуми, со маркетинг, со ова, со она. Од тој аспект имам други вештини кои што би пробал максимално да ги искористам, меѓутоа ако крајна станица е да работам нешто друго за да преживеам, со тоа немам никаков проблем. Не е срамота да се работи. Срамота е да ти помине животот, а ти никогаш да не почувствуваш како е да бидеш среќен. А мислам дека среќата како поим секој од нас поинаку си го дефинира и така и треба. Меѓутоа мислам дека е поврзана, тесно поврзана со апсолутно се што ни се случува во животот. Нашата професија, местото во кое што живееме, каде живееме, како живееме, со кого се дружиме, колку тие луѓе со кои што се дружиме се успешни, колку напредуваат, колку се радуваат на вашите успеси, љубовните врски односи и така натаму. Тоа све влијае на таа среќа, тоа се го исполнува денот. Никој од нас не е ни глуп, ни неписмен, ни неспособен, само е на погрешно место. Само треба да бараш и да најдеш каде припаѓаш и каде ќе те вреднуваат. Така што ако
во даден момент сте на мисла да донесете некоја одлука која што може да ви го промени животот, превземете ризик и направете си го тоа за свое добро. Сигурен сум дека постојат уште многу работи кои што би ги кажал или планирав да ги кажам пред да седнам да го снимам оваа видео, меѓутоа во овој момент не можам да се сетам на нив. Ете, тоа се некои големи промени, сериозно големи за мене. Може би се прашувате што е со живите настапи. Искрено посакувам да им се вратам веќе кон крај на август, септември. Некако почна да ми се пее, почна да ми се настапува. Бев у сериозен хаос изминативе месеци при донесување на сите овие одлуки, размислување за истите, барање работа, огласи, апликации, чуда. Некако премногу енергија вложив у све тоа и нешто мора да трпи. Во тој случај трпеше и јутубот, трпеше и музиката, затоа што не знаев кај удирам. Сакав да се стационирам, да знам до кај сум, што сум, како сум, за да можам да почнам све од почеток. И ете, дојде тој момент, стациониран сум у Скопје, работам во Скопје, се надевам дека со настапи ќе почнам за многу скоро. Сакам и на YouTube да му се посветам малку повеќе, верувам дека овде во иднина најмногу ќе се дружиме, затоа што ова искрено ми исполнува, сакам со вас да се дружам, некојаш сум многу носталгичен кога ќе ми текна на оние убави YouTube времиња и многу би бил благодарен на животот која би можел да го работам само ова и да живеам од ова. Но се во свое време. Не постои работа која што многу ја посакуваш, а не може да се оствари. И јас не знам, преубаво ми е моментално, као седам сам, се грижам сам за себе, некако среден ми е животот и баш сум некако задоволен, така што верувам дека убавите нешта тек доаѓаат, јас се препуштам на тоа, едва и чекам. И на вас истото ви го посакувам. Не знам што друго да ви кажам. Ако имате било какви бонус прашања и би сакале на некоја тема да дискутираме вака, слободно напишете ми ги долу у коментари, јавете ми се на Инстаграм, па да се дружиме почесто. Ви благодарам ако евентуално го изгледавте ова долго видео до крај. Се надевам дека мојава приказна ќе ви инспирира сите вас кои што сте на ивица да донесете некаква животна одлука. Посакајте ми среќа во овие нови почетоци. И тоа е тоа. Некако сум емотивен, али добро. Ке ви посакам убав остаток од денот или вечерта кога и да го гледате ова видео, а јас со вас се дружам за многу скоро. На Инстаграм сум сериозно активен, така што ако се уште не ме следите, дојдете таму да се дружиме, а ви ветувам дека на YouTube тек доаѓаат убавите нешта.